Меѓу плејадата на раководни дејци, осмислувачи и реализатори на македонската револуција, видно место зазема и Никола Карев, истакнат македонски револуционер, идеолог и организатор на Крушевската република. Роден е 1877 година во Крушево, како четврто дете на сиромашното јагленарско семејство Кареви. Мамо, веќе научив да си го пишувам името. Браво, бре, сине. Ајде да видам. Ајде сега прочитай го да го слушнам. Никола Карев од Крушево. Да си жив, сине. Само така. Да учиш и да станеш учен човек како твоите даскали. Така, сине. Така. По завршувањето на основното образование, Никола Карев уште млад ќе ги почувствува горчините на мрачното робство и човечкото понижување. Поради сиромаштијата и покрај големата желба кон образованието, кое му овозможуваше подобро да се сфати времето во кое живее, Карев, како третокласник, истото го прекинува и стапува во редовите на младата пролетарска армија. Тогаш поробена и неразвиена Македонија не беше во состојба да ја обезбеди екзистенцијата на се побројните работници. Добар ден, Стрико. Дал Бог добро, внучко. Сакам нешто да ве праша. За кој е добро, внучко? Ако не се лажам, вие сте ѕидар. Ѕидар. А што би можел друго да работам? Не писмен сум, бе, внучко. Што сакаше да ме прашаш? Вака, сакав да ве прашам, кога заминувате на Горбет? Напролет. Ние, мајсторите, почнуваме со работа секогаш напролет. Да. Благодарам, мајстре. Добра, а ти да не сакаш и ти на Горбет одиш, а? Така, во мисла сум. Чекај, познат си ми од негде. Да не си ти на Кареви? А? Целиот. Па добро бе, внучко, зашто сакаш на Горбет? Ти си учено момче, можеш да бидеш и даскал. Еден ден може и тоа ќе биде, мајстре. Арно сега решив да одам и во други краишта. Сакам да научам уште нешто. Море, синко. А кој ги те храни там, а? Знаеш ли колку е тешко сега да се заработи корка леп тугина? Знаеш ли? Да, знам, мајстре. Ма јас нема да седам со скрстени раце, ќе работам. Човек може и да работи и да учи. Демек занает ќе учиш, а? Да. Занаетчија. Бе, добро, синко, ама некако не ми личиш на занаетчија. Знаеш што? Занаетчи има многу, ама учени ги нема, внучко. Ништо не се знае, мајстре. Ајде. Благодарам. Поради тешките услови за живење во Македонија, многумина од младите македонци во потрага за парче леп го подзедоа мачниот пат на тешкото печалбарство. Таква судбина го снајди сиромашниот Карев, кој на 16 годишна возраст заминува на печалба во Бугарија. Тој таму се вработува како дрводелски работник. Во работилницата на истакнатиот македонски социјалист Васил Главинов. Гледам, Никола, дека брзо го учиш занаетов. Дали ги прочита книшките што ти ги дадов? Ги прочитав, мајстре. Да, ти си умно момче, Никола. А сега јас би ти предложил да дојдеш и ти со мене горе. Мајстре,
Не знам дали ќе биде згодно и јас да присуствувам. Ајде бе, штом јас те викам, значи можеш. Ајде. Добро, мајстор. Другари, од денеска имаме нов член во нашиот кружок. Тој е наш сонародник. Се вика Никола Карев. Од Крушево е. Па, да почнеме. Другарот Никола Карев е доволно упатен во сево ова, за што ќе зборуваме сега. Значи, како што рековме, социјалистичките групи и кружоци, како и синдикалните организации, се првите јадра и првите стапки во создавањето на социјалистичко движење во Македонија. Значи, само по тој пат, по патот на социјализам, најбрзо можеме да дојдеме до слобода за нашата поробена Македонија. Работејќи во работилницата на Васил Главинов, Никола Карев се разболува. Известно време се лечи во Бугарија, а потоа по совет на лекарите се враќа во родното Крушево. Оболениот и заслабнат Никола, не можејќи да работи физичка работа, решава да го продолжи школувањето во Битола. И таму ја продолжува револуционерната активност. Соработува со раководството на местната револуционерна организација. Никола Карев се враќа во Крушево, а известно време учител во село Горно Дивјаци. Проникнат од убедувањето дека револуциите се прават од масите, Карев го воспитуваше народот во тој дух. За таа цел на првата конференција на македонските социјалисти одржана во село Селце до Крушево 1900 година, е решено македонските социјалисти да влезат во редовите на внатрешната македонска револуционерна организација. Денес изгледате некако уморен, колега Карев. Веројатно. Последниве ноќи нешто тешко заспивам. Не ме фаќа сон. Треба да обрнеш повеќе внимание на себе, колега Карев. Може. Непреспијаните ноќи предизвикуваат љубопитност кај народот. Па јас би сакал да можам да заспивам, а мете не можам. Што да правам? Многу едноставно. Кога веќе човек не може да спие ноќе, тогаш ќе мора да се одмара дење. Тоа е лесно да се каже. И да се разболам. Да кажем и да загинам. Никој поради тоа нема да се чувствува погоден. Не? Ти не мора да го знаеш тоа, Карев. Секој човек на овој свет мисли на некого. Да. Тоа е точно. Секој човек на овој свет мисли или на некого, или на нешто. Нешто што доаѓа. Во права сте, колешки Јосе. Ти знаеш, Карев, дека многу луѓе те сакаат. Те сакаат селаните од околијава, каде што си бил учител. Те сакаат твоите сограѓани. Те сакаат и децата. Ти имаш толку многу пријатели, Карев. И сите ти од тебе очекуваат нешто големо. Карев, јас знам многу повеќе за тебе од колку што мислиш. Би те замолила да бидеш повнимателен и да не дозволиш некој друг да го дознае се во ова што го знам јас. Коцо, сакам да те прашам нешто. Дали ти знаеш што е тоа република? Се разбира дека знам. Јас сакам да го слушнам тоа од тебе. Ти толку убаво зборуваш. Еве да речеме вака. Да го земе за пример нашата Крушево. Ти добро знаеш дека во Крушево живеат повеќе народи и народности. И не е ништо чудно ако еден ден, а тој ден нема да е далеко, сите ние застанеме под знамето на републиката и во еден глас извикаме: граѓани, ние сме еден народ.
Сите ние сме граѓани на Крушево. Сите народности ќе си имаат своји училишта, своји цркви. Никола Карев, стоејќи на линијата на Гоце Делчев, се залагаше за темелно подготвување на масите за кревање на востание. Тој на Смилевскиот конгрес на Битолскиот окружен револуционерен округ, кога се гласаше за востание, беше против кревање на природно востание. Но кога беше донесена одлуката за кревање на востание во Македонија, ја прифати и исцело се посвети на подготовките на масите за востание. Непосредно пред почетокот на востанието беше издаден специјален повик, проглас за кревање на востание. Ослободителните акции од страна на востаниците започнаа во ноќта на 2 август 1903 година. Другиот ден Крушево беше ослободено. Новата револуционерна власт на чело со Никола Карев беше против одмаздата над муслиманското население. Да, слободно. Еве, јас сум војводо. Дојдов да те прашам нешто. Па, ајде, кажи бе, зарно или за лошо доаѓаш? Ха-ха, зарно војводо. Кога одев со мојата група кон турските села, сретнав некои овчари со своите стада. Ене ги долу, во коријата, чекаат. Ха-ха-ха, знам, војводо, дека ќе треба храна за четите, населението. Па дојда те прашам, да кажеш, што да правам со нив? А како можеш? Кој ти наредил вакво нешто? Па ти го правиш токму она против кој се бориме? Слушај, ке слезеш долу. Ке ги ослободиш овчарите. Нека си ги приберат овците и нека си одат. Јасно? Добро. Уште нешто. Ке им објасниш на луѓето дека востаниците и комитете не се разбойници и ограбувачи на населението, туку тие се борат за нивната слобода. За слободата на сите народи, без разлика на националност и вера. Ајде, оди. Добро, војводо. За да се спречат и оневозможат вакви и слични предизвикувања на муслиманското население, Никола Карев, како председател на Републиката, од името на штабот упати манифест до околното муслиманско население, во кој братски се повикуваше да ја помогне и поддржи светата борба на сите обесправени. Браке земјаци и мили комшии, ние, вашите вечни комшии и познајници од убавото Крушево и неговите китни села, без разлика на вера и народност, не можејќи веќе да трпиме тиранијата на жедните за крв и гладните за човечко месо муртати, што гледат и нас и вас да дотерат до нож, и нас и вас да дотерат до питачки стап, и нашата мила, богата земја да заприличи на пустиња. Денеска дигнавме глас и решивме со пушка да се браниме од тие наши и ваши душмани и да здобиеме слобода. Ние ве жалиме како своји браќа
бидејќи разбравме ти, вие сте робои како нас. Вие можнарно знаете, оти ние не сме лоши и разбирате од мака кладовме главата у торбата, за да заживееме човечки или пак да умреме јуначки. Ние не ги дигнавме пушките против вас. Тоа би било срам за нас. Ние не дигнавме пушка против мирот, трудолюбивиот народ, што се прерануе како нас од крвав пот. Тој е наш брат и со него сме живееле и пак сакаме да живееме. Доста ни се зулумите на безбројните дерби по нашата сирота и окрвавена Македонија. Ние се бунтуеме против тиранијата и робството, против муртатите, против зулумќарите, против насилниците на нашата чест и против тие што ни смучат нашиот пот и експлоатираат нашиот труд. Од нас и од нашите села да не се плашите, никому зијан не ке сториме. Ние ве жалиме како своји брајке, бидејќи разбираме оти вие сте роби како нас, роби на царот и царските бегои, ефенди и паши. Елате, брајке муслимани, при нас, да тргнеме против вашите и нашите душмани. Елате под бајракот на автономна Македонија. Македонија е наша заедничка мајка и ве вика за помош. Елате да скршиме синџирот на робството, да се куртулисеме од маки и страданија. Ние сами ке се бориме и за вас и за нас, и ако е потребно, до еден ке умреме под бајракот за нашата и вашата слобода. Слобода или смрт е напишена на нашите чела и на нашиот крвав бајрак и нема враќање назад. Нека биде благословена светата борба. Нека се живи борците за правото и слободата и сите честни македонски синои. Ура за автономна Македонија. Никола Карев. Ташко! Војводо! Војводо! Чекај, седни прво. Земи здив малку. Ајде сега кажувај. Војводо, сега доаѓам од Бушева чешма. Таму ја сретнав четата на Марко Христов и имале некоја закачка со турските аскери, војводо. Каква закачка? Па, еве вака. Турските аскери имале намера да се приближат и да нападнат. А војводата Марко Христов ги пресретнал и го одбил нивниот напад. А дали имало жртви? Не, од наша страна немало, војводо. Додека турските аскери оставиле неколку жртви и побегнале. Добре. Слушај, Ташко. Ке треба да слезеш долу Далданци и писмото да му го предадеш лично на кметот. Ама, Како? Само ти оди. И почекај да не има одговор. разбирам, војводо. Се надевам дека кметот синен го прочитал нашето писмо. Од писмото ваше разбравме дека не сте лоши луѓе. Дека сте ги напуштиле домовите не за да го напаѓате мирното население како нас, ами сте против лошите луѓе, кои ги заштитува укјуматот. Оние што ги барате не се кај нас, тие избегаа во градовите. Што се однесува до нас, ви ветуваме дека ќе мируваме.
Бог да й помогне на онаа страна што ја бара правдата. Кмет сина. Добре. И се молам. И се молам. Само да го прочитам уште писмото што не го испреке избеганиот турски начелник на Крушевскиот гарнизон. Чекај, војвода. Значи, Сулима е некаде близу, а? Може ли да го Да го оставиме сега тоа. Да видиме што ни пишува тој. Јунаци, манифестот до моите сонародници живо ме заинтересира. Од него разбрав дека погрешно ве сметавме за разбойници. Целта ви е велика и борбата смислена. Напред по тој пат по кој сите народи стигнале до својата слобода. Дозволете да ви упатам една молба. Имено, уништете ја преписката меѓу нас. 6 август 1903 година. Сулема. Меѓутоа, радоста во ослободениот град Крушево траеше само 10 дена. Војските на Бахтијар Паша го подложија на жесток артилериски оган слободниот град Крушево. Драматични битки во одбраната на Крушево се водеа кај местноста Слива и Мечкинкаве. По поразот на овие два одбранбени бастиони, војската и башивозокот на Бахтијар Паша навлегле во градот. Славното Крушево е во урнатини, градот горел, републиката во пламен. Републиката во Крушево е мртва, но таа останува вечна и бесмртна во историјата на македонскиот народ. Во тие драматични моменти и тешка положба на градот, Република Крушево, Никола Карев, нејзиниот председател, решава да го напушти родниот град, за во други услови да ја продолжи борбата. Никола Карев прво заминува во Србија, Белград, потоа во Бугарија, во Софија. Меѓутоа, Карев не може да остане надвор од Македонија, надвор од саканото родно место. Тој решава да се врати во Македонија. На 27. април 1905 година, четата на Никола Карев води огорчена борба со османлискиот аскер кај село Рајчани, Кочанско, кога и тој загинува. Никола Карев загинува на 28 годишна возраст, положувајќи го својот млад живот пред олтарот на слободата на Македонија, за која, како што ќе рече поетот и револуционер Вапцаров, многу ја сакаше.